Марија ни најавува за Kid Expo 2025 и сите детали кои што треба да ги знаете за престојниот Kid Expo. Марија, добро утро уште еднаш до тебе. Второ добро утро и до тебе, Ивана. Токму така, во ова вклучување на лице место ќе го најавиме детскиот сајм Kid Expo 2025 година, кој што овој викенд ќе се одржи во спортскиот центар Борис Трајковски. Имено 2 дена ќе бидат исполнети со музика, игра, танц, спорт, исто така разни работилници и многу други интересни работи токму за сите оние кои што ќе бидат дел од овој сајм. Нешто повеќе за самата богата програма која што ја нуди истиот ово утро, повеќе детали ќе ни откријат моите две гостинки. Станува збор за Бојана Иванова и Марија Закмановска-Митраска. Ќе им посакам добро утро на двете и овој разговор ќе го започнеме со Марија Закмановска-Митраска. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија за почеток. Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи и голема благодарност нели што ни стапивте простор да ви кажеме нешто повеќе за третото издание на Kid Expo, кој што ќе се случува овој викенд на 4 и 5 октомври. Ви го спремаме досега највозбудливото, најголемото семено случување овој викенд, исполнето со многу забава, многу едукација, многу танц, многу пеење, многу насмевки. Да кажеме дека работното време на сајмот во сабота на 4 започнуваме од 10 часот и ќе траеме се до 10 часот навечер, меѓутоа Бојана подоцна ќе ви каже зошто е тоа толков временски период. Додека во недела започнуваме во 12 часот до 19 часот. Значи сите кои што сакаат да го посетат овој сајм, слободно може да дојдат во текот на овие два викенди, на 2 дена од викендот. Картата за влез на сајмот изнесува 200 денари, со вклучено гратис кафе или сладолед, и тоа е само за родителите, додека дечињата значи можат слободно да дојдат и бесплатно да уживаат во сите активности кои што ги имаме подготвено за нив. Еве околу активностите кои што ги споминавте, дали би можеле да ни споделите дел од активностите кои што ќе се одвиваат во ринговите за работилници? Секако заборавив при првото прашање да напоменам, значи дека посетителите ќе уживаат во 5 зони на експото, односно зоната за изложувачи, која што е најголема зона, креативниот ринг, каде што имаме креативни работилници, спортскиот ринг, каде што имаме спортски работилници, големата сцена и фуд корт, што значи дека нема потреба да се заминува некаде надвор на ручек, значи можеме да останеме тука цело време и да не пропуштиме ни една активност која што вие спремивме и подготвивме. Што се однесува до креативниот ринг за работилници, имаме најразлични работилници за најразлични возрасти на дечиња, дури па и работилници за родители, не само за дечиња. Например, во сабота значи имаме работилница за едукативни играчки, имаме работилница за дино авантура, што е плетање, значи користење на рачен алат. Во недела имаме една доста интересна работилница за вештачка интелигенција и како вештачката интелигенција влијае на нашиот живот. Интересно што оваа работилница не е намената само за дечиња, тука е намената и за родители. Значи од 0 до 99 години, така ни напоменаа нашите учесници на оваа работилница, да кажем и да споменаме, што значи дека имаме активности буквално за целото семејство. Додека во спортскиот ринг значи имаме најразлични спортови. Ќе учиме да играме кошарка, ќе учиме да играме бадминтон, пинг-понг, куглање, карате, шах и така натаму. Значи во тој дел, во спортскиот дел на работилници можат слободно, значи колку дечиња сака да ги испробуваат тие спортови, додека во креативниот ринг на работилници мора да се пријават значи дечињата половина час пред почетокот на секоја работилница на означен пункт пред креативниот ринг на работилници. Убаво е да се слушне дека дел од активностите исто така ќе бидат наменети за највозрасните. Точно. Покрај тоа што ќе бидат наменети за најмалите, ви благодарам многу за сите информации. Благодарам и на вас. Ова вклучување ќе го продолжиме и со мојата гостинка Бојана Иванова. Може ли да ни споделите што ќе се случува на големата сцена овој викенд?
Здраво и од мене. Значи, на големата сцена ќе имаме доста музика и забава. Пред се, за најмалите ќе може да ги посетат, односно да ги гледаат Биби и Боби, жирафата Жижи. Потоа ќе го имаме Сашко Коцев, поддржан од Мак Петрол, кој што ќе ја расположи публиката со неговиот шарм. Можам да кажам, ќе можем да добијат бесплатна работилница од светскиот првак Мила Србиновска во хип-хоп, така да сите дечиња кои што се љубители на танцот, посебно на хип-хопот, ќе имаат можност да ја посетат ова издание. Исто така ќе имаме различен тип на концерти, мију кој што би морала да го потенцирам, Бенџем, концертот кој што ќе наменет за тинеџерските деца, односно ќе имаме концерт од 20 часот до 22 часот, Бенџем од тинеџерски бендови. Исто така ќе можат да ги посетат и концертите од основните училишта. Каков тип на изложувачи ќе можеме поточно да очекуваме овој викенд? Ќе можете да видите најразни изложувачи, од храна до производи, до различни изложувачи кои што ќе понудат очни прегледи за деца бесплатни, ќе има потоа различни активности на самите штандови и така натаму. Пред самиот крај, и што им препорачале што би им препорачале на сите оние кои што не гледаат, зошто да дојдат и да го посетат овој се? Да дојдат, бидејќи ќе си поминат незаборавно, ќе има активности за целото семејство, ќе можат да дојдат и само да напоменам дека настанот нема да може да се овозможи без Мак Петрол, кои што се главни поддржувачи на настанот. Благодарам многу за сите информации, што имавме можност да кажеме нешто повеќе за детскиот сајам кој што се одржува овој викенд. Ви благодарам и вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа добре дојдени за нашите гледачи. Говоревме за детскиот сајм Kid Expo 2025 година, кој што ќе се одржува овој викенд во спортскиот центар Борис Трајковски. Пред самиот крај ќе напоменеме дека Мак Петрол е генерален покровител на настанот и дека ќе има свој штанд за забава на најмладите, ќе учествува со 2 спортски работилници. Станува збор за работилниците Учиме кугларски трикови со Мак Петрол и откриваме карате тајни со Мак Петрол. Дополнително нова Мак Петрол ќе учествува и со детската емисија Лол со Мак Петрол и Сашко Коцев. Ти благодарам, Марија, одлични информации. Така дека се помине дождливиот викенд кој што е пред нас, но особено на задоволство на сите дечиња на кои што меѓу другото повеќе теми им посветивме денеска. Значи одлична забава и се разбира добро време викендот кој што ни престои во спортски центар Борис Трајковски на Kid Expo 2025.